Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Продолжува лоби мисијата на Поповски во САД. Министерот за надворешни работи, кој самиот ја оценува посетата како дел од интензивната комуникација со стратешките партнери на Македонија, на дневен ред има средба со сенаторот Џим Веб од Вирџинија и тркалезна маса во Институтот Брукинс. Детали за ова по завршувањето на настаните на нашата интернет страница glasnaamerika.com. А сега редовниот блок вести. Белата куќа соопшти дека нема информации за потенцијални закани кон САД непосредно пред првата годишнина од убиството на водачот на Ал-Каида Осама бин Ладен. Според портпаролот Џеј Карни, во моментов нема веродостојни информации за евентуален заговор за терористички напад. Тој сепак подвлече дека сојузниците на Ал-Каида и нивните следбеници и натаму имаат намера да изведуваат напади на домашна почва, но не задолжително врзани со годишнината од убиството на бин Ладен. Околу 9000 американски маринци ќе заминат од јапонскиот остров Окинава на други локации во Пацифичкиот регион, согласно новата спогодба меѓу САД и Јапонија. Во договорот објавен доцна синоќа во заедничко соопштение на Вашингтон и Токио, се наведува дека војниците ќе бидат прераспоредени на Хаваите, американската територија Гуам и во Австралија. Не е прецизирано кога точно ова ќе се случи, но Токио ќе треба да плати $3,1 милиарди од проценетите 8,6 за трошоците за релоцирање на маринците. Целта на договорот е да ја намали напнатоста меѓу двата сојузника заради долготрајното американско присуство во Окинава. Пат на економскиот растеж во првите 3 месеци од годинава од 0,7% на годишна стапка од 2,2% според денес објавениот извештај на одделот за трговија. Овој негативен тренд ги засени вестите за зголемената потрошувачка и одредени подобрувања на проблематичниот пазар на недвижнини. Стручњаците додаваат дека економскиот растеж од првиот квартал од годинава не е доволно брз за да го намали нивото на невработеност во САД, што во моментов изнесува 8,2%. Пејачот и текстописец Боб Дилан, поранешниот сенатор и астронаут Џон Глен и поранешната државна секретарка Медлин Олбрайт се меѓу 13 добитници на претседателскиот медал на слободата. Медалот е највисока почест за цивилни лица, а се доделува за трајни достигнувања во американските национални интереси, светскиот мир и култура. Дел од Балтимор, сојузната држава Мериленд, добива ново руво. Уметници од САД и други делови на светот ги оживеа зградите, некои од нив одамна напуштени со мурали. Погледнете. Фреди Сем дошол од Јужна Африка за да учествува на настанот наречен Отворени ѕидови во Балтимор. Научив за светот преку сликањето. Ако дојдов тука туристички, немаше никогаш да го видам Балтимор на начин како што го видов правејќи мурал. Всушност, многу малку туристи доаѓаат во овој дел од градот откако стана запуштен пред неколку децени. Но Бен Стоун, извршен директор на уметничкиот центар Станица Север, се надева дека муралите ќе ги сменат работите. Главната железничка станица Пен се наоѓа во овој дел на градот. Проектот е само уште една причина да се дојде тука. Уметникот Гаја е член на станица Север. Неговиот мурал со гулаб го привлече вниманието на Вилијам, жител на соседството. I raised pigeons. I had about 300 at one time. Јас чувам гулаби, едно време имав 300. Ми се допаѓа муралот, дава чувство на мир, на подарување. Вкупно 20 мурали треба да го покријат овој дел на градот. Проектот го финансира владата заедно со приватна банка. Се обидуваме да ги зголемиме инвестициите во областа, да ги привлечеме луѓето тука да купат дом, да отворат бизнис. Без оглед на реновираните, има уште многу празни домови. Уметникот Гаја верува дека боите на муралите може да го ревитализираат Балтимор. Градот е едно огромно платно, бидејќи има 45.000 напуштени згради во оваа метропола. За почеток, муралите го победија сивилото на едно соседство.
Не беше многу одамна кога идејата за компјутер, а потоа и телефон што може да го собере во вашиот џеб беше незамислива. Денес овие направи стануваат се помали и се помоќни. И од роботската индустрија најавуваат крупни промени. Можеби и не ќе треба да мине многу време пред летачкиот робот, например, да стане реалност. Во Националниот музеј во Вашингтон, децата имаат ретка можност да испробаат некои од направите на иднината. Користиме роботи за да ги заинтересираме децата за науката, технологијата, инженерингот, математиката. Ентони Нунез е собственик на компанијата Infamous Robotics во околината на Вашингтон. Тој помогнал да се организира овој настан. Користиме роботи, нивни различни делови, за да ги научиме децата на важноста како да се направи еден робот и што се е потребно за тоа. Тоа ги врзува образованието и забавата. Конгресменот од Вирџинија, Џим Моран, е голем поддржувач на високата технологија и работните места поврзани со неа. Доколку навистина сакаме да го доловиме креативниот ум и дух на луѓето, треба да започнеме уште од најрана возраст. Квентин Линдзи дипломирал на Универзитетот Пенсилванија и тој е согласен дека идните генерации треба во оваа, условно кажена, игра веднаш да влезат. Вклучувањето на децата во светот на вештачката интелигенција уште од основно училиште, па потоа и нивно стимулирање низ средното и универзитетското образование, ова навистина ни е потребно во САД. Без оглед колку научиле, во најмала рака овие деца посекако се забавуваат. Тоа можеби ќе биде доволно еден ден од нив да произлезе некој голем научник. А во наредната емисија, иновативен производител целосно ја прилагоди фабриката за вработените лица со посебни потреби. За оваа адаптација во понеделник во Newsflash. Нови можности. Непрофитна организација им помага на луѓето со посебни потреби да имаат еднакви услови со другите на работното место. Гледате во наредниот Newsflash. Тоа е се за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас беше Јулија Велковска. За најново од САД и светот посетете нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете и наш пријател на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имате пријатна вечер и гледајте на понеделник.